Да, се враќаме во студиото, го почнуваме и дебатниот дел. Тука е заменик министр за здравство, господинот Владимир Рендевски. Добре дојдовте во студио 10. Добар ден, добро ве најдов. Господине Рендевски, почнуваме со антиковид мерките. Комисијата за заразни болести препорача до владата укинување на уште две мерки. Тие се, една е за маските за учениците во основно училиште од 1 до 4, а втората е за ковид сертификатите за угостителските објекти. Во Институтот за јавно здравје го издаде и најновиот извештај, според кој се вели дека минатата недела има благ раст на новозаболени од COVID-19 за 0,9%. Значи, отприлика тука имаме истата состојба, тоа е многу мал раст за да биде забележан како нешто позначително. Кажете ми сега вие за самите мерки. Очекуваме владата на и денеска има седница, можеби најверојатно и денеска ќе ги усвои, како и да е, без разлика. Што мислите вие сега со овие укинување на мерките? Дали е тоа добро да се оди така? Бидејќи иако имаме помал број на новозаразени и на заболени, имаме примери во земјите каде што нагло се укинати мерките и многу брз пораст на новозаразени. Укинувањето или зголемувањето на мерките добро е да се базира врз одредени варијабли, врз одредени параметри. Ние знаеме дека во целиот изминат период од како започна ковид пандемијата се движевме паралелно со другите земји во поглед на мерките и степенот на мерките, меѓутоа како што добивавме и клинички и епидемиолошки податоци, така веќе започнаа да се формираат и меѓународни големи мултицентрични истражувања, студии кои практично представуваат веќе една база, научна база врз која што би се темелеле понатаму одредени мерки. На почеток се решаваа работите од ден на ден, од недела на недела, од месец на месец, значи се решаваа емпириски врз база на клиничките искуства на секоја држава поодделно. Во науката, за да се превземат одредени конкретни мерки кои што би биле подолгорочни и поуспешни, секогаш е добро тоа да се базира на некое признато научно истражување. Искуството во изминатите 2 години говори дека веќе во светот врз база на тие истражувања се формираа првични применливи студии кои што веќе почнуваат да даваат одредени гајдлајнси, водичи во поглед на мерките. Така што Комисијата за заразни болести во последните 5-6 недели веќе започна во Македонија да ги применува тие признати водичи кои што анализираат одредени параметри и врз основа на тие параметри се превземаат со одветни ниво, би рекол, на епидемиолошка заштита и ниво на епидемиолошки мерки. Тоа се главно 3 параметри во ова нова научна студија, која што веќе е предмет на примена и во нашата држава. Тоа се бројот на новоинфицирани, бројот на починати пациенти од COVID-19 и бројот на хоспитализациите, односно оптеретеноста на здравствениот систем. Врз основа на овие 3 параметри постои логаритам кој што го презентира, го пресметува епидемиолошкиот ризик, односно дава едно ниво на актуелната моментална епидемиолошка состојба. Тие анализи, добро споменавте, се гледаат и на неделно ниво, што значи реално може да има благ пораст, меѓутоа нема статистичка значајност, а исто така точно е дека и во одредени земји има поголем пораст на заболените. Во однос на овие параметри и овој логаритам на пресметување, Македонија сега се наоѓа во зелената фаза. Во однос на таа студија, за држава која што е во зелена фаза, постојат насоки кои мерки би се превземале. Така што, доколку и во Македонија дојде до пораст одреден, да преминиме пример од зелена во жолта фаза, за соодветната фаза ќе следуваат и со соодветни нови мерки покачување или па напротив ќе се симнуваат се повеќе
епидемиолошките мерки. Она што споменавте за земјите што имаат Да, имаме одредено таков случај, покачување. да, Например, Велика Британија, јас ја гледав во анализите. Австрија, да, такви случаи. Мое лично мислење, јас сепак сум неврохирург, тука сум во улога на заменик министер, сакав и пред гостувањето добро да се информирам, да бидам избрифиран и се видов вчера со професор Петличковски, кој што детално ми ја елаборираше ситуацијата и му благодарам. Во тие земји што се случува? Има висок степен на имунизација, меѓутоа има низок степен, во однос на нас зборувам, на заболени, на прележаност. И има висок степен на епидемиолошки мерки во поглед на рестриктивност. Она што логично се заклучува, сега од овој аспект гледано, вероватно, или ќе се покаже, сега за сега, можда нема да биде така, се забележува дека високиот степен на имунизација вероватно не штити толку добро колку степенот на прележаност. Односно, оние што ја прележале болеста, што биле пациенти од COVID-19, дефинитивно имаат подолготраен и поголем имунитет во однос на лицата кои што биле вакцинирани, а не прележале. И тоа дава сега една насока, еден пораст кај тие земји. Јас предпоставувам дека кај нас е висок степенот на прележаност на болеста. Кај нас цело време ние навистина имавме и високи бројки на заразени, имавме еден период, значи по неколку илјади дневно беа, и се предпоставува дека тие беа и многу повеќе од тоа, бидејќи имаше предпоставки и на експерти и на професори дека и според менталитетот на населението, дека и голем дел не се ни пријавуваат, не се ни тестираат, дека поминуваат дома, дека таа бројка на прележане е многу поголема од ова која беше официјално потврдена со позитивни тестови. На некој начин тоа го потврди и скринингот на Институтот за јавно здравје, каде што го мереа имунитетот или присуството на вирусот кај оние кои се вакцинирани и прележани и непрележани, и тој покажа доста високи бројки. На некој начин ние и експертите заклучуваат, им го имаме поставено истото прашање, дека ние на некој начин сме дошле до тој колективен имунитет, некаков. Дека имаме оформено и дека веројатно тоа е за тоа сега и не сме толку опасни, да речем. И јас го предпоставувам истото. Скринингот, како што знаете, имаше две групи на испитаници, пациенти кои што го прележале вирусот и испитаници кои што биле вакцинирани. Во едната група степенот, односно присуството на антитела беше 75-6%, мислам, додека во другата група на вакцинирани 86-7%, што значи меѓу тие две групи нема статистичка значајност, така што и во двете групи процентот, односно присуството на антитела, што кажува дека пациентот или испитаникот бил во контакт со вирусот е доста висок. Да, во однос на вакцинацијата спомнав пред малку во вестите дека сега Министерството за здравство почнува со една стратегија повторна за актуализација на вакцинацијата со тој така наречен караван за вакцинација. Сега јас би ве прашал за вас во поглед на целата таа стратегија. Се чини дека степенот на вакцинација кај нас не е висок, дојдовме до еден одреден процент и тука застанавме. Сите овие мерки кои беа предложени во минатото и овие ковид сертификати за угостителски објекти, за ресторани, за трговски центри и така натаму, требаше на некој начин да ја мотивираат, да ја потикнат и тоа и го направија почетно, но дојдовме до некоја граница и тука застанавме. Дали мислите дека овие сега мерки, активности ќе вродат плод, особено за ова што го зборуваме дека паѓаат, бројките паѓаат, цифрите, населението се повеќе живее нормално, да речеме, ниска е и хоспитализацијата, не се оптоварени ниту болниците. Дали мислите дека треба повторно да се фокусираме на таква стратегија за масовна вакцинација, да го убедуваме населението, или да се фокусираме на таргет групи, на ранливи групи, да видиме да ги извакцинираме тие што треба да бидат најмногу заштитени? Караванот на вакцинација
почна од вчера. Инаку во секој здравствен систем кога имаме некоја заразна болест, а каде што веќе постои вакцина, значи вакцинацијата представува еден столб на подобрување на имунолошката состојба на самото население. Така што сметам дека е од исклучителна важност колку што можеме и минимален ефект да постигнеме, сепак е успех, бидејќи како што гледаме, сепак и тие бројки на починати најчесто се меѓу пациенти во повозрасните групи со присутни коморбидитети, значи со присутни други придружни болести, така што првично таргетот на вакциналниот караван на оваа кампања ќе биде насочен кон повозрасните пациенти, лицата над 65 години и со придружни коморбидитети. Значи сепак ќе биде насочен меѓутоа понатамо првично на нив, Да. меѓутоа понатамо би се проширил и на останатото, да кажам, невакцинирано население, дури и на вакцинираните пациенти, каде што поминал период подолг од 3 месеци од последната вакцинација. Ние го следиме, еве и другите зими, следиме практично еден пик, бран на ново заболени, на реинфекции. Меѓутоа, треба да се направи една, по мене, предлог, нова статистичка анализа, особено е важен бројот на починати, значи морталитетот, да се види колку вакцинацијата, бидејќи цело време се презентира дека сепак вакцинираните пациенти навистина, иако имаат реинфекции, имаат поблага клиничка слика во однос на оние пациенти што не биле вакцинирани, односно бројот на починати дефинитивно е поголем кај пациенти кои што биле хоспитализирани, а не биле воопшто вакцинирани, во однос на пациентите кои што сепак претходно, значи клиничкиот исход е подобар и кај хоспитализираните пациенти, меѓутоа кои биле вакцинирани. Така што едноставно треба да бидеме единствени кај населението. Јас се согласувам дека фали, недостасува довербата во здравствениот систем, во процесот на вакцинација. Ние знаеме, јас сум од таа генерација кога ги фати последните, значи генерации на преминот од старата во новата држава. Знаеме дека Југославија беше безпрекорна во поглед на имунизацијата, беше пример во европските земји во поглед на вакцинацијата, во поглед на степенот на имунизација. Мислам дека треба, суштината не е само во една обична кампања, ајде вакцинирајте се. Треба да се прават, да кажам, контакти, да се прават кампањи, особено не само за ковидот, гледаме и за другите болести, имаше и за морбилите, и за други заразни болести. Дефинитивно намалена е довербата на населението во процесот на имунизација. Во тој поглед треба да се стави особен акцент не само за ковид пандемијата, туку и за понатаму. Да, во Европската унија во некои земји веќе бустер дозата, само третата доза се смета за целосна вакцинација, за целосно имунизирани луѓе. Веќе тие 2 дози, нели, кога ќе изминат 6 месеци, не се признаваат. Дали се мислите дека и кај нас можеби така нешто треба да се направи? Дека само третата доза треба да биде признаена како целосна вакцинација? Искрено за тоа да го кажам, јас сепак сум и лекар, во одреден дел сум и научник, работиме и научни студии, треба да се направат анализи. Она што суштински и научни студии кои што тоа ќе го потврдат. Во секој случај сметам дека бустер дозите тие практично го поттикнуваат до создавањето на антителата. И логично е дека помагаат практично организмот на човекот, на пациент, потенцијалниот пациент да биде во една подобра имунолошка состојба кога на него ќе налета повторно вирусот. Се согласувам дека како лекар ова го зборувам, не како заменик министер, дека бустер дозата ја подобрува, односно ја ублажува клиничката слика доколку пациентот биде заболен во однос на оној, поготово пациент кој што и воопшто не ја примил вакцината. Така што сметам дека треба да се фаворизира вакцинацијата.
Да, доктор Рендевски, дали здравствениот систем научи нешто од ковид пандемијата, македонскиот здравствен систем, бидејќи како и останатите здравствени системи во светот на почеток кога се соочивме со оваа зараза, со оваа нова болест, да речеме, за медицината и за науката, се разбира дека никој не очекуваше да бидеме подготвени за такво нешто, дека учевме во но ми се чини дека кај нас има некои специфики, како например таа многу висока смртност, ќе зборуваме и за тоа, зошто се случи. Многу се зборуваше за неподготвеност на институциите, неподготвеност на здравствените установи, за недоволниот кадар тамо, некогаш за недостатокот и на одредени медикаменти, лекарства, па дури банални некои како витамини, инфузии и тамо, нели, најобични работи во однос на таа основна нега. Понатаму имавме голем проблем со пациентите кои се стават на респиратори. Имавме случаи каде што, да речеме, на клиниката за инфективни болести престанаа воопшто да ги ставаат, само продолжија да ги ставаат во 8 септември. Никогаш не беше објаснето зошто е тоа така, само се предпоставуваше дека тоа е поради недостатокот на анестезиолози, дека нестручно се работи тоа. Имавме недозволиво висока смртност од луѓе на респиратори, многу различна од околните земји околу нас. Значи, многу аномалии во здравствениот систем. Дали нешто научевме, дали сме сега поподготвени? Ова е добро прашање и заслужува една така пообсежна анализа, би рекол. На ова прашање ќе разговарам и ќе ви одговорам исклучиво како лекар, кој што во изминатите 4,5 години бев на чело на клиниката за неврохирургија и се боревме заедно со сите здравствени работници, со медицинскиот персонал од почетокот па до денес. И во пандемијата, Македонија, би рекол, во поглед на смртноста, точно е, не сме на врвот, меѓутоа сме во земјите кои што имаат, би рекол, повисока смртност. Моменталните бројки негде ги извадив вчера, говорат отприлика 4409 починати на 1 милион население. Нешто тука над нас е Босна, отприлика со нас е Црна Бугарија, иако е земја на Европската Унија, има доста повисока смртност од нас, 5290, скоро 5300 починати на милион население. Словенија е нешто под нас, иако има, знаеме, еден солиден, изграден здравствен систем, членка на Европска Унија, 3100-3200 починати. Во регионот за пофалба се соседна Србија, која што има исклучително помала смртност во однос на останатите земји, и Грција. Земја членка на Европска Унија, испоредувам Србија како здравствен систем која што не е членка на Европска Унија. Знаеме дека сепак земјите членки на Европска Унија очекуваме да бидат поподготвени во однос на останатите, но бројките говорат нешто поинаку. Работите ги учевме во како и сите други земји, така и ние. Можам да кажам, од овој аспект сега гледано, кога пандемијата е спласната и врз база на оние анализи што се направени, ќе истакнам понатаму дека неодамна беше и објавена едно научно истражување работено во нашата држава. Оние клучни аргументи што во иднина би ни помогнале за подобро да се справиме во пандемијата, треба да имаме зголемен број на тестирања, намалување на бројот на чекање за тестирање, практично пациентот да го фатиме во една првична фаза да се диагностицира, зголемување на бројот на кревети и на здравствени установи и од исклучително по мене и најголемо значење е мора да имаме поголем број на здравствен персонал, лекари, медицински сестри кои што ќе бидат ангажирани во ковид центрите. Не би рекол толку за терапијата. Терапијата беше секаде горе-долу добро давана, имаше терапија секаде. Во поглед ова што споменавте, со респираторите, смртноста на пациент кој што е веќе на респиратор
секаде е доста висока. Значи немавме нешто ние во поглед на пациентите со респираторна поддршка, поголема некоја смртност во однос на други земји каде што кога пациентот е веќе на респиратор, кај него веќе морфолошки настануваат во голем дел веќе иреверзибилни промени во самата мембрана на алвеолите, така што смртноста кај пациентите на респиратор е секаде голема. Работата е да ја намалиме смртноста, хоспитализираните пациенти да бидат примени во болница со полесна клиничка слика. Тоа кажува на време да се диагностицира болеста. Во меѓувреме тука исто треба да се направи стратегија за поголема вклученост и на матичните лекари во лекување на болеста, значи дали во амбулантите, дали со домашна посета, со тријажи, треба да се укажува и на оние поблаги случаи првична помош за да не дојде до компликации. Така што тука ја гледам стратегијата за подобрување. За жал се жалат луѓето, па и оние кои ги познаваме ние околу нас, не само значи луѓе кои не се жалеле службено, дека матичните лекари, голем дел од нив, не сите, но голем дел, воопшто не ги ни примале ковид пациентите, дека само со нив значи комуницирале преку телефон. Не сакале воопшто да ги примат, да ги прегледаат. Дали е тоа добро третирање? Токму тоа го велам, треба примерно ниво. Такви искуства понатаму треба да не доведат до подобрување на решенијата, што значи првично да бидат, повторно ќе кажам, понавремено пациентите тестирани, да има повеќе ковид лаборатории, подостапни тестовите, по можност да бидат и поевтини или на друг начин покриени од Фондот за здравствено осигурување, значи во првична фаза да се пружа таа лекарска помош за да не дојде до компликации. Понатаму, уште еднаш ќе споменам, веќе на хоспитализираните пациенти од особена важност е добрата екипираност на ковид болниците со медицински персонал. Тоа го покажува истражувањето за кое што во наредниот период сакам да го акцентирам. Да, добро, имаме ли некаква анализа за таа смртност за која и самиот кажувате дека сме меѓу врвот на земјите, без разлика сега со споредбата со одредени земји, зборуваме за нас, нашата мака си ја гледаме што се вели. Зошто е тоа така? Знаете, имаше министр за здравство, предходниот министр, господинот Филипче, исто така најави дека ќе се направи анализа на таа висока смртност, но никогаш не видовме ниту анализа, ниту резултати. Интересно, на самиот почеток на пандемијата, не знам дали се сеќавате, дури и министрот за надворешни работи, господинот Бујар Османи, кој самиот е лекар, во еден момент побара од институциите да испитаат зошто е таа толку голема смртност, но потоа сето тоа се стиша некако, најде еден малку, можеме да кажеме, остар одговор тогаш од лекарската фела на таа негова изјава и тој ми се чини дека се повлече понатаму. Значи, никогаш не добивме конкретни, прецизни одговори зошто во Македонија имавме толку висока смртност. Сите овие работи што вие ги кажавте, цело време ги повторуваме, се претпоставуваат, но не видовме издржана, значи професионална, научна анализа зошто е тоа така. Ако сакаме некој проблем да го решиме, било кој проблем, прво треба да се лоцира проблемот и треба да се анализираат грешките зошто настанал проблемот. Пред 2 недели, јас како заменик министер учествував на една Zoom платформа, конференција, која што беше организирана од Центарот за граѓански комуникации, Институтот Отворено општество, на вистина една респектабилна панел дискусија, на која што беше презентирана научна студија од господинот Марко Митевски во однос на анализа на здравствените услуги во ковид центрите во нашата држава. Се работи за една голема, респектабилна научна студија која што вклучи некаде 20.000 пациенти, беше во период 6 месечен, мислам дека беше некаде од октомври 2020 до крајот на март 2021 година, беа анализирани сите 28 ковид центри во Македонија. Параметри кои што се анализираа беа бројот на хоспитализирани пациенти, бројот на починати, време траењето на хоспитализацијата,
респираторната поддршка во ковид центрите, дури се мереше и количината на кислород по пациент и она што кажав, бројот на ангажиран медицински персонал, број на лекари, број на медицински сестри, како и употребената терапија. Навистина се работи за една голема студија, ова го зборувам од аспект на доктор, на научник, темелно се посветија во анализата на овие параметри и врз база. Се извинувам само, а кој ја прави анализата? Анализата беше елаборирана од господин Марко Митевски од Центар за граѓански комуникации. А Центарот за граѓанска комуникација, значи ја прави, да. Од нив беше презентирана да, сега. Да. И врз база на тоа беа поделени во 3 групи самите здравствени установи. 5 здравствени установи беа со високо ниво на дадени услуги, 21 со просечно средно ниво и 2 здравствени установи со ниско ниво на здравствени услуги во однос на ковид пациентите. Од прилика беа во самата студија во однос на тој 6-месечен период просекот на починати се движеше 17,4 на ден или од прилика 1 на 6 пациенти беше починат. Зборуваме во тој пик на пандемијата за периодот на анализа. 1 од 6 хоспитализирани. 1 од 6 хоспитализирани. 74% од пациентите биле на респираторна поддршка. Во однос на ангажираноста на медицинскиот персонал, просекот беше 1 лекар за 6 пациенти, а во однос на медицинските сестри, 1 медицинска сестра на 10 пациенти, што сметам дека е малку за згрижување на така тешки пациенти. Од тука анализирано, гледам дека фокусот во иднина, не дај Боже, меѓутоа, за да бидеме спремни, за да бидеме подготвени, за да се намали бројот на починати и да се зголеми квалитетот на испорачана здравствена услуга на овие ковид пациенти, а и за било која друга пандемија, треба да имаме повеќе и ќе кажам зошто и пообучен медицински персонал. Резултатите од студијата го покажа следново. Помеѓу здравствените установи кои што имаа подобар скор во однос на здравствените услуги, беа 8 септември, Градската општа болница, Клиниката за детски болести, Институтот за белодробни заболувања Скопје, Клиниката за офталмологија, Општата болница Куманово. Во овие здравствени установи, она што го забележа во студијата, најголемиот дел, практично најголемиот скор, односно квалитет на здравствените услуги, затоа што има повеќе медицински персонал во однос на пациентите. Значи, во клиниката за детски болести имаше 2 медицински сестри на 3 пациенти. Обратно, во клиничка болница Тетово 1 медицинска сестра на 64 пациенти. Тие работи мора да се подобрат. Во средниот дел, во средно рангираните се наоѓаа општите болници во Прилеп, во Кавадарци, во Велес, во Охрид, во Штип, во Струга. Мене ми е многу жал, зборувам од аспект на лекар, на професор од терцијарна установа, што во долниот дел од табелата се наоѓаат 2 клинички болници, Тетово, Битола и 2 универзитетски клиники. Клиника за дерматологија и комплетно на дното клиниката за уво, нос и грло. Значи, во иста зграда, во интерни клиники, имаме клиника за офталмологија, кое што е во првиот дел по успешност, и имаме 2 клиники кои што се на дното. Ова се аргументи за кои што нема политика. Значи, единствено вака треба да разговараме, ако сакаме да ги подобриме работите во иднина. Тие треба да ни бидат патоказ, да се утврдат каде се грешките, за да се справуваме поуспешно во вакви вонредни услови. Значи, оваа студија покажува конкретно од овие резултати што вие ги презентирате, значи најмногу треба да се сконцентрираме на кадарот. Спомнавте бројност на кадар,
но не елабориравте, кажавте и за обучен кадар. Обучен кадар, се согласувам. Многу е важно, особено, ангажирањето на медицинските сестри во оние ковид центри, каде што ќе се третираат потешките пациенти, да бидат ангажирани медицински сестри кои што и претходно работеле во оддели, во клиники каде што се третираат потешки пациенти. Еве ќе кажам зошто. Искрено ова го зборувам како лекар. Не е ист третманот на медицинска сестра која што претходно работи во хируршки клиники, во интензивно лекување и ангажирана медицинска сестра од клиника, еве да не споменувам, каде што пациентите се полесни. Не дека е крива сестрата. Едноставно, степенот на обученост, искуството во нејзината клиничка пракса е помало да даде помош и нега на потежок пациент. Пошто цело време се праќа списоци, пратете доктори, пратете сестри. Јас ќе кажам, од клиниката за неврохирургија, секаде каде што имавме испратено медицински сестри, секогаш ни се бара уште. Ние за жал го дававме максимум, бидејќи имавме и обем на работа и на нашата клиника. Или сестри од интензивно легување, од карио или од болниците во останатите клинички болници каде што се третираат посериозни пациенти. Понатамо, ова го давам чисто и како мој личен предлог како лекар до Комисијата за заразни болести, и степенот на обученоста на сестрите да биде во корелација со степенот на клиничката слика кога ќе се третираат пациентите. Пообучените сестри да бидат насочувани кај потешките пациенти. Да, во однос на пандемијата имаше уште една специфика, уште една опасност на која цело време се предупредуваше, а тоа се оние останати пациенти кои не се опфатени со пандемијата, кои не се заразени со ковид, но кои боледуваат од други останати болести, па и се заразени со ковид, но тоа не им е примарна мака, да речеме, туку нивната хронична болест. Што се случува со нив? Имаше ваши колеги кои предупредуваа сега после пандемијата ќе имаме пандемија на кардиоваскуларни болести, ќе имаме пандемија на онколошки болести и така натаму. Се поради тоа што предупредуваа дека е запоставена превентивата, дека се запоставени прегледите, дека и третманот на тие хронични пациенти е запоставен во многу области. Дали сега ние како излегуваме полека од оваа пандемија, која е опасноста за сите овие други пациенти? Добро рековте, како излегуваме полека од пандемијата, сега дури забележуваме колку и дали сме ги запоставиле останатите болести. И дали ќе има сега нагло покачување во тој број. Работите ги решававме во од, знаеме колкави беа и бројот на ново заболени, и бројот на починати. Се боревме заедно и со претходниот министер за здравство, со професор Филипче. Цело време бевме во една заедничка борба во справување со ковидот. Меѓутоа, од овој аспект сега гледано, треба нормално да бидеме сепак и поподготвени како здравствен систем за понатаму. Она што мислам од овој аспект гледано е дека треба особено универзитетските клиники, терцијарното здравство, односно интерните клиники кои што беа како голем дел ковид центри, во иднина треба да се бара друго решение, за да не трпат и во поглед на диагностиката, и во поглед на третманот пациентите. Јас можам да кажам од искуство како директор претходен на мојата, на Универзитетската клиника за неврохирургија. Во нашата клиника ние цело време ги третиравме неврохируршките ковид пациенти. Дури реално и заради самата клиничка слика и природата на болеста, политрауми, разни сообраќајни незгоди, интракранијални крварења, ние и свесно, итно на дежурство опериравме и ковид пациенти кои што имаат итна индикација за оперативна интервенција. Значи, знаевме, веќе тестирани со рапид тест, ковид пациенти и ги третиравме. И понатамо остануваат цело време да лежат во нашата клиника. Имавме интензивен дел за ковид пациенти и неинтензивен дел пациенти кои што не се на респиратор
а се ковид позитивни и беа третирани до крај. Анализата за мојата клиника ќе кажам дека пред да започне ковидот во 2019 ние имавме 810 оперирани пациенти неврохирушки годишно. 2020 бројката ни се намали, мислам, 670-80. Минатава година, иако веќе сме се уште ковид, а меѓутоа се намалува бројката, ние ја завршивме со 795 операции. Практично веќе и во ковид година се вративме во нормала, што покажува дека не сме ги заборавиле, не сме ги оставиле пациентите. За вакви анализи сепак треба да се направат студии во секоја област за да видиме дали и колку се пациентите во однос на ковид пандемијата, дали ќе имаме некој пик понатамо, наплив или нема да имаме, но сепак кажувам како искуство добро е од овој аспект гледано понатамо ковид пациентите доколку постојат или понатамо и од евентуални други заразни болести да не ги хоспитализираме во објекти, особено од терциерно ниво, каде што се третираат други болести. Имаме ли идеја или анализа како би се справиле со тоа? Прво, ние сега зборуваме за нешто што можеби би се случило, не знаеме дали повторно ќе имаме толкав наплет на пациенти. Да се надеваме дека не. Да, некако сега, особено со омикрон сојот се чини дека пандемијата оди во една поблага форма, може да се сето тоа да стане една сезонска болест, ќе видиме, но секако доколку се случи, имаме ли некаков предлог или анализа како би го правела, бидејќи гледаме дека ова со модуларните болници, особено после трагедијата во Тетово, се напушти како систем, ако не ги ставаме пациентите, ако не ги претвараме постојните капацитети во ковид центри, како би го изменаџирале, како на друг начин? Па моје беше, јас дадов и официјален предлог тогаш како директор на еден работен состанок, во екот на пандемијата училиштата беа затворени. Како што знаете, сепак се работи за објекти со целосна инфраструктура, со парно грејење, со санитарен чвор. Мој предлог тогаш беше средното медицинско училиште да биде претворено во ковид центар. Особено што имаше непосредна близина и до самата гасна станица, што значи со мала интервенција, како предлог го дадов, меѓутоа сепак не беше усвоен, без разлика. Еден од тие предлози понатамо останува во секоја пандемија, школите не работат. Голем дел и од воените објекти знаеме не се целосно искористени, така што имаме во државата многу објекти кои што може соодветно да бидат адаптирани во болници и мислам дека добро може да одговорат. Имаше на почетокот такви предлози на почетокот на пандемијата и за други такви објекти, но некако не беше прифатена таа идеја, се отиде на овој концепт. Да, добро, за пред крајот кажете ми во поглед на овие општи услови во здравствениот систем, во однос на и со последното покачување на минималната плата од страна на владата, веднаш се огласи и синдикатот на клиничкиот центар, тие побара скалесто покачување и кај медицинарите понатаму да влијае тоа во однос на минималната плата. И самиот сте клиничар, работите на клиниките, знаете какви се условите. Задоволни ли се сега вашите колеги од платите? Бидејќи имаше, знаете, кога зборуваме со медицинските работници, они велат, да, велат точно, на клиниките се покачија доста платите, особено на кога оние фамозни 100.000 денари да се дојде за специјалист, велат доаѓаат сега 100.000 денари со дежурства и со се, но велат најмногу е направено на терцијарно ниво, помалку е направено на примарно и на секундарно, особено се жалат матичните лекари. Во поглед на секундарната и на терцијарното ниво на здравствени установи, има навистина е направено подобрување во поглед на платите. Сега особено тука е проблем, ние и вчера имавме во Министерството за здравство една работна средба со представници на синдикатот и со представници на Фондот за здравство околу толкувањето на неработен ден недела и се спомена нешто за коефициентот со минималната плата. Тука особено се помене засегнати, али сепак треба официјалните институции и економскиот совет на владата да дадат крајни заклучоци. Особено е
проблем кај медицинските сестри со средно образование, кои што сега со покачувањето на минималната плата земаат скоро исто со хигиеничарите. Значи во тој дел сигурно треба да се направи одредена корекција, а во однос на примарното здравство, јас се согласувам, тамо веќе наскоро ќе ги започнеме и преговорите, голем дел од барањата на матичните лекари, како и од страна на стоматолошката фела, се доставени во Министерството за здравство. Во меѓувреме ние правевме и правиме анализи како тој проблем да се реши. Она што начелно јас го споменав и претходно во некои мои јавни настапи кога започнувавме со средби со колегите од примарната здравствена заштита, е дека постои голема диспропорција помеѓу одредени медицински тимови. Значи едни има кои што имаат и месечен приход, зборувам по медицински тим, над 150, над 200.000 денари, меѓутоа една третина, зборувам сега за матичните лекари, целата таа амбуланта, цел медицински тим, лекар, сестра, има вкупен приход едва 90 и 100.000 денари. Уште повоша е ситуацијата па кај стоматолозите, каде што преку 80% имаат приход под 100.000 денари. Значи тука ќе правиме некој модел да се помогне во поглед на најзагрозените, процентуално зборувам, медицински тимови, бидејќи ако одиме на целосно линарно покачување на капитацијата, ние тогаш уште повеќе ќе зголемиме разликата меѓу нив. Ако оној тим што земал пример 200 или 250.000, би земал преку 300.000, а оној тим што земал 50.000 денари или 60, тој ќе зема само 70, значи ќе има едно минимално покачување. Вие значи сега размислувате да речеме на стоматолозите да им се покачи повеќе, а на матичните помалку, да речеме, да не биде исто, така? Не, и кај стоматолозите и кај матичните да има покачување, меѓутоа да бидат најзасегнати, најзагрозените тимови. Да не биде процентуално, бидејќи ако се даде исто, тогаш тимовите кои што заработуваат, разликата и меѓу оние што малку заработуваат, уште повеќе само ќе ја зголемиме. И особено е важно поготово кај колегите стоматолози, тоа и го разговаравме во првите две средби, треба да се додефинира пакетот на стоматолошки услуги. Многу е слабо дефиниран. Значи тие имаат стоматолошки услуги кои што воопшто не се споменати, меѓутоа треба со едно добро елаборирање да се формираат нивните цени, така што се надевам, мислам дека ќе имаме решение. Да, вие ги водевте преговорите со матичните лекари, тогаш ми се чини дека минатата недела се пожалија дека после 2 недели од тие преговори, разговори, дека ништо не исполнила владата од нивните барања, па пак направи еден предупредувачки протест. Каква е сега состојбата? Комуницирате ли со нив? Да, комуницираме секако и со матичните и со стоматолозите. Проблемот беше што не беа додоставени работните групи од фаза на, мислам, од делот на стоматологијата, така што ги доставија и наскоро ќе започнеме. Не беше проблемот до Министерството за здравство. Недела дена беше едно мало консултирање нивно, така што наскоро ќе ги започнеме преговорите. Господине Рендевски, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и вас. Ова беше Владимир Рендевски, заменик министер на Министерството за здравство.